Почитувани го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостува Благица Петрески, извршен директор на Finance Think, Институтот за економски истражувања и политики. Господјо Петрески, министерот за финансии Бесими најави даночна реформа среде економска криза која се најавува дека ќе се продлабочи оваа зима. Што може да се постигне со оваа даночна реформа? Најпрво треба да разгледаме неколку аспекти за потенцијалната даночна реформа. Тоа се фискалните капацитети, моменталните економско-политички окружувања, очекувањата на даночните обврзници и на крај консултативниот процес. Сметам дека постои општ консензус дека се потребни одредени прилагодувања во делот на даночните политики и во даночниот систем. Фискалниот простор е лимитиран, а забележуваме дека пристапот до финансии на меѓународните финансиски пазари станува заострен, дури и оној дел на позајмување од Меѓународниот монетарен фонд. Од друга страна, даночните обврзници исто така се соочуваат со неизвестности заради енергетско-економската криза, а дополнително на тоа, очекувањата се дека поголемите приходи треба да испорачаат подобри, поквалитетни услуги за оние кои ги плаќаат. Сметам дека доколку гледаме од искуството, во овој дел ние имаме значајни потврлувања и можеби затоа постои цел овој револт кон било какви промени кои што настануваат. Доколку погледнеме на делот на консултативниот процес за даночната реформа веќе е започнат, меѓутоа не е официјален документ со детали како ќе изгледа таа даночна реформа. Не можеме да погледнеме и мене ми е многу жал што на ова денешно интервју јас треба да коментирам изјави, интервјуа од министерот за финансии или да се информирам преку луѓе кои учествувале на потенцијалната презентација во Министерството за финансии. Владата очекува со оваа даночна реформа изголемување на даноците да ја намали сивата економија, која според вашето истражување изнесува околу 23%. Како може владата да ја зголеми наплатата на даноците? Има ли план за тоа? Сметам дека сивата економија е еден значаен извор на финансии, каде што владата во следниот период треба да посвети поголемо внимание и да црпи од тука дополнителни извори на средства во буџетот. Така, истражувањето кое што Finance Think го направи покажа дека најголемо намалување на сивата економија се постигнало во 2008 година со преминот од прогресивен кон рамен данок. И да бидеме јасни, можеби тоа намалување не е заради таквиот премин од прогресивен кон рамен данок, туку многу повеќе заради општото намалување на даноците во делот на личен доход. Тоа е еден аспект, доколку не интервенирате преку даночните стапки. Вториот аспект на интервенција и справување со сивата економија, да ги зајакнете административните капацитети и пред се капацитетите на инспекторатите за борба против неформалната економија. Тука треба да го напоменеме и даночниот морал, односно убедувањето дека на даночните обврзници дека да, ќе плаќам поголеми даноци или ќе ги плаќам, меѓутоа тие средства ќе завршат за развојни цели, а нема да завршат за цели на поединци или на мали интересни групи. Министерот за финансии Бесими вели дека во земјава има најмало остварување на даночните приходи споредено со земјите во Европската унија. Но како да ја зголеми наплатата со толку висока корупција во земјава, најниски плати во Европа, високо загадување, лоша инфраструктура, образование, здравство и така натаму? Точно е дека даночните приходи од бруто домашниот производ во земјата се помеѓу пониските. Меѓутоа, тоа не е заради ниските даночни стапки, тоа е пред се заради сивата економија. Доколку ги ставите во соодност овие даночни приходи во однос само на оној формален дел од бруто домашниот производ, тие соодноси ќе стигнат дури до 40%. И на таков начин ние се доближуваме, односно сме на слично ниво како земјите од Вишеградската група. И тоа е првиот аспект, што тоа зафаќање не е воопшто мало. Меѓутоа, вториот аспект е што ние постојано се споредуваме со високо развиените земји и земјите од ЕУ и таквата споредба е дегутантна. Зошто? Затоа што тие земји се целосно на друго ниво на развој во однос на нашата земја која има сосема други предизвици. Сметам дека пред да дискутираме за секундарните распределби, треба да размислиме како да го зголемиме основниот колач, тоа е бруто домашниот производ.
Таквото постигнување не е едноставно, потребни ни се сериозни структурни реформи, кои што ќе овозможат таквите структурни реформи и повисоки постигнувања во образование, повисок квалитет на здравствени услуги и севкупно повисоко ниво на развој и успешност на земјата. Да забележиме, ние во тој дел исклучително каскаме во имплементацијата на таков тип на капитални проекти, па само еден пат, да не споменуваме кој пат, ние не можеме да го завршиме на ефективен и на ефикасен начин. Од тука сметам дека прво мора да ја подобриме продуктивноста, да го зголемиме вкупното ниво на бруто општествен раст, а потоа да дискутираме за ваков тип на распределби. Бесими предвидува дека државата треба да прибере дополнителни 54 милиони евро од даноци, а се уште не се знае какви даноци треба да бидат воведени. Моето очекување беше дека уште на самиот почеток на годината, барем во делот на прогресивниот данок, ќе имаме драфт решение каде што ќе има детали кои ќе може да ги симулираме и да ги дискутираме и понатамошно анализираме. Ние во Finance Think се занимаваме со таков тип на симулации и анализи. Она што во моментот го добивме на 10 август добивме предлог каде што ги нема јасните контури како таа даночна реформа ќе изгледа и исто така ги нема деталите за кои што треба нас да ни бидат инпут за потенцијални симулации и конкретни пресметки. Сепак од она што во моментот постои на располагање, два моменти би сакала да се осврнам на ова потенцијална даночна реформа. Првиот е намерата да се направи консолидација кај даночните ослободувања и таквиот потек го поздравуваме и како Finance Think повеќе пати сме укажале дека такви усогласувања и консолидација е потребна. И вториот аспект е придонесите на надоместоците од договор на дело, каде што исклучително не се согласуваме. Во 2018 година, ние како Finance Think заедно со уште 11 граѓански организации под неформалната група Civitax, заедно со Министерството за финансии и Управата за јавни приходи, работевме на водич за ДДВ за физички лица, каде што во тој водич јасно е упатено дека овој тип на приходи има третман на приходи од извршена услуга. Сега, со воведувањето на придонеси на овој тип на приходи, вие го подкопувате владењето на право. Зошто? Затоа што велите, не, ова не е повеќе приход од услуга. Но исто така втор аспект кој што треба да се запази е дека ваков обид за воведување на придонеси на договорите на дело беше направен во 2015 година и после 6 месеци истиот беше неуспешен и на ваков начин генерално постои една непринципиелност во постапувањето на даночните политики, меѓутоа исто така и во владењето на правото. Зошто владата е неодлучна во воведувањето на прогресивен данок на добивка, но и на доход? Примерна причина е фактот дека даночните обврзници не веруваат во системот дека дополнителните прибрани средства ќе завршат за развојни цели. Ние како земја имаме широка палета на субвенции. Голем дел од тие субвенции се без конкретна цел. Например, една од најголемите субвенции се субвенциите за земјоделие и вие субвенционирате хектар посејана површина, а не субвенционирате принос од единица посејана површина. Значи, ние субвенционираме инпути, а не субвенционираме аутпути во конкретната ситуација. Или, например, имате субвенции за компаниите, кои што субвенции се за инвестирање, меѓутоа ги добиваат после направената инвестиција. И викате, ние имаме резултати затоа што се добиени инвестиции, затоа што се добиени субвенции. Не, вие имате резултати затоа што инвестициите веќе биле направени. Треба тој пристап да го промениме и се вкупното вакво размислување, односно истекување на средствата од системот генерира една севкупна незадоволство и недоверба во системот дека средствата ќе бидат наменети за развојни цели и за цели кои што земјата ќе ја доведат до едно повисоко ниво на развој. Народната банка ги зголеми каматните стапки за да ја забави инфлацијата.
Кога може да се очекуваат ефектите од овие мерки? Очекувањата се дека ќе постои одредена стабилизација во делот на инфлацијата во периодите кои што следат, затоа што пред се постои договор помеѓу Русија и Украина за извоз на жито, каде што Турција посредуваше, и тоа е еден значаен момент, а втор аспект е веќе од август месец ние ќе имаме повисока споредбена основа во делот на стапката на инфлација. Сепак би сакала да напоменам дека моменталните економски околности се исклучително тешки и неизвестни, особено не се знае што ќе се случува во делот на цената на енергенсите и како севкупно и Европската Унија ќе се справува во овој дел. Очекувате ли кризата со растот на цените на производите и на енергенсите да трае уште долго и гледате ли капацитет во владата да се справи со кризата која се очекува да кулминира оваа зима? Гледам дека владата прави одредени напори за менеджирање на кризата, за разлика од минатата година, овој пат подготовките траат уште од сега и главно зависи во која мера ќе изменеджираме кризата, зависи од потенцијалот за домашното производство, главно преку РЕК и останатите две термоелектрани. Некои општини во Македонија речиси целосно преживуваат од владени донации и немаат ниту денар за капитални инвестиции. Дали има потреба да постојат толку општини во Македонија? Сметам дека за една таква одлука потребна е многу подлабинска анализа, за да погледнеме од кои причини овие општини се многу мали или како може да се направи рационализација на нивните трошоци. Зошто некои општини имаат многу голема зависност? Дали нивниот капацитет на прибирање на средства е мал или нивната моќ за да ги приберат тие средства е едноставно мала или пак на крај на денот е политичка волја. Од тук општините потребно е да направат структурни промени во нивното менеджирање на средствата, меѓутоа и обезбедување на дополнителни средства. Тука пред се е намерата и ефикасноста во прибирање на нивниот основен данок, данокот на имот, меѓутоа исто така и поголем осврт на административната бирократија при испорачувањето на услугите и дигитализација на нивните услуги. Господја Петрески, ви благодарам за интервјуто. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.